Сакам да им честитам на недобрите ученици кои што учествуваа на годинашните смотри и ревијалната вечер. Исто така сакам да им честитам на сите ученици кои што учествуваа на овие смотри воопшто, посебно на наставниците и директорите кои што несебично се дадоа во реализација на овој проект, кој што е надвор од работното време, надвор од часовите, и тоа е за посебна пофалба. Сакам да ги истакнам прво наградените, тоа е Основното училиште Добро Ивановски, со изведбата театарски перформанс, потоа второто место за Основното училиште Блаже Коновски со најдобар рецитал на овие средби, и третата награда на Основното училиште Кирил Гавриловски со Майкл Джексон, балетот кој што доби трета награда оваа година. Сакам во оваа прилика исто така да укажам дека на овие средби имавме представник од општината кој што беше представник во жири комисијата, каде што на ревијалната вечер беа доделени наградите и на сите првонаградени им беа доставени плакети, а на сите учесници општината им додели благодарници. Исто така сакам да напомнам дека на сите најдобри ученици од основните училишта, првонаградените од секој училиште, ќе бидат упатени на еднодневна екскурзија во Охрид, каде што ќе се разгледаат културно-историските споменици од тој град. Да напомнам дека 5 најдобри матуранти оваа година ќе добијат исто така награда по еден ваучер од 6000 денари како најдобри ученици, тоест матуранти оваа година. И јас како градоначалник сакам да му се заблагодарам на сите учесници, ученици, наставници, професори, и ќе се залагам и понатаму да се реализираат сите проекти што ги имаат на располагање. Ќе се залагам да имаме подобри услови за работа на учениците и наставниците, и секако дека во иднина се ќе направам за подобрување на воспитно-образовниот процес во нашиот град. Ова што се случи на ревијалната вечер е пред се манифестација на слободните ученички активности, кои што ние ги спроведуваме во рамките на училиштата. И она што е многу битно е дека од самите точки се виде колку голем број ученици сакаат да се вклучат и во слободните ученички активности, и жарот со кој што тие приоаѓаат кон овие активности ни даваат и нам мотив да се трудиме да ги ангажираме и уште повеќе да постигнуваме успеси, така што тие всушност се нашата инспирација и нашиот поттик уште повеќе да се залагаме. Она што би сакал исто така да го истакнам и дека имаме и поддршката од родителите, кои што несебично се вложуваат, сакаат да ни помогнат, така што тоа е начинот на кој што ние всушност успеваме да бидеме успешни, и се надевам дека оваа традиција, која за среќа има само во нашиот град, ќе продолжи понатаму и на таков начин не го јакниме надпреварувачкиот дух кај учениците. Не ова место или борба за покажување, докажување кој е подобар или најдобар, туку е само мотив да бидеме што поуспешни, да градиме луѓе кои во иднина ќе можат да откријат во себе водачи кои што ќе можат да се носат со проблемите на нашето општество и на нашата општина секако.